69 улици на истокот ќе бидат асфалтирани преку проектот Македонија без кал, вреден 70 милиони евра. Првите позитивни решенија веќе се поминати во Министерството за транспорт и врски и општините чекаат на исплата на парите. Интенцијата е дека се вложуваат многу средства, само проектот Светска банка е 70 милиони евра, директно насочени кон потребите на општините и на граѓаните. Од друга страна, проектите кои што се за водоводи и канализации, кои што беа веќе работени, а тоа се околу 50 милиони евра за водоводи и канализации, секако регионалната патна мрежа во нашиот регион, која што е многу значена и застапена со сериозни инвестиции, даваат за право да веруваме дека вака треба да се продолжи во тесна комуникација помеѓу Министерството за транспорт и врски и останатите ресорни министерства. Вкупно, општините од истокот преку овој проект ќе добијат 8,5 милиони евра. По општини ќе се трошат следниве суми: Делчево 790.000 евра, Берово 554.000 евра, Виница 794, Зрновци 544, Карбинци 660, Македонска Каменица 630.000 евра, Пехчево 600, Пробиштип 800.000 евра, Чешиново Облешево 627 и Штип 1,2 милиони евра. Управичниот план беа планирани улиците 3 април, тоа делот Тодор Александров до Наса Бакалниште, односно кај училиштето Никола Карев и реконструкција на патниот правец помеѓу населени места Долни и Горни Стубол. Со оглед на анализите финансии кои што се прават од овие средства ќе остана дел да рехабилитираме и неколку други улици. Кои се приоритетите на Карбинци, за кои општината ќе троши 669.000 евра? Едениот од проектот е реконструкција на локалниот пат од село Таренци до село Долни Балван по должина од приближно 2 километри. Проектната вредност е 18 милиони и 300.000 денари. Вториот проект е некаде околу 1 километар улици во село Долни Балван. Инвестицијата по проектот изнесува околу 13 милиони денари. И третиот проект е реконструкција на улици и патишта во село Таренци. Таму имавме поднесено за отприлика 5 км реконструкција. Вкупната вредност е 67 милиони денари. Проектот Македонија без кал ќе се реализира со пари од Светска банка, кои општините ќе ги добијат како грант. Намерата е да се подобри локалната патна инфраструктура како главен предуслов за економски и туристички развој.